Hristos na suden den ќе воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе во небото. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден покорно пред тебе повикувам да дојдеш со Исуса во моето срце и ти да зборуваш, да ги отвориш овие живи слова, да ги допрат сите оние кои ќе повикаат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Нека биде словото како двоостар меч што раскинува, рассекува, осветлува, осветува се што не е од тебе, што ќе ја освети секој грев, што ќе исчисти секоја темнина, што ќе ја осветли секоја темнина. Те молам да слезе пламенен дух од небесата, во името на Исус, Татко, да изгори се што не е од Исус. Ти зборувај низ мене, ти подучувај. Те молам да им го отвориш умот на луѓето што слушаат, да ги разберат словата во дух и вистина. Те сакам, Господи Исусе Христо, оставам се во Твоите раце. Ти знаеш се, ти управувај со мене, да бидам сад за свечена или за секојдневна употреба. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ми даваш сила да останам во Твојата љубов, богатството. Мудрост Сирахова 31. Ние го имаме тоа. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓата. Дали вие го разбирате тоа? Собирајте богатство на небесата. И како се собира богатство на небесата? Па така што ќе постапуваш како Исус. Ќе му предадеш се што имаш. Ти предавам се што имам, се ми даде ти, твој сум за навек. Тоа е од последните песни што слезе. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај се. Ќе му предадеш се што имаш. Ќе се вратиш во негова собственост. Грижата за богатството што си го спечалил, телото горива, богатството и твојата душа што ти ја дал, и си ја чуваш за себе, си ја закопа в земи. Тагата по него сонот го прогонува и ќе се грижиш: овде имам 2 куќи, таму 2 стана, таму 3 деца, 5 жени, коли, имот. Знаеш, остави се земно, вели Исус. Не значи да го оставиш да не се грижиш за него. Подразбира, врви по мене е битен момент. Да чекориш по Исус, да победуваш со љубовта. Постојаните грижи не даваат дремка, тешката болест сонот го одзема. И ти имаш грижи, сите грижи. Мудрост Сирахова 31. Предај му ги на Исуса Христа. Исусе, денеска имам некој чувство, исчисти се од мене, сакам радост Исусова, полна радост, полното Евангелие, полна сила, полн благослов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Богатиот се трудел кога богатство собирал и во мир се насладува со имотот свој. Но каде собираш имот? На земјата или на небесата? Дали го љубиеш ближниот свој како самиот себе си? Дали тоа што го имаш го употребуваш за Исуса или за себе? Е битен момент. Колку време од денот работиш за Исуса и го употребуваш твојот имот, а колку за себе си? Сиромавиот се измачувал во немаштијата своја. Ако го не работи, во беда запаѓа. И ние го имаме, сиромашните ќе ги имате секогаш кај мене. Не те го кажува тоа Исус, кај вас. Но мене ќе ме немате. Поради злато многумина, кој злато сака, не останува без грев.
Изборот злато и злото е многу близко. Кој по гнилеш трча, за гнилеш се исполнува. Гнилеш е ова земно што трчаш по земното, по материјалното, по телесните страсти. Кој се е во телото ќе пожнее смрт. Како да им го објасниш тоа на луѓето? Треба да вложиш во духот, да му дозволиш на Исус да те обликува. Поради злато многумина паднале. Неизбежна е нивната пропаст. Ние имаме пример во Македонија. По политиката луѓето крадат. Сребролюбието е најголемо зло, вели Исус. И тие што крадат ги гласате, и тие повторно крадат. И кога водачот краде и лаже, татко на лагата е сатаната. Целиот народ го носи во проклетство. И потоа има нељубов меѓу вас. Излегувате од законот на љубовта, љуби го својот ближен како себе си. И затоа е состојбата таква. Затоа сте болни, осамени. Тоа е дрво на сопнување. Златото, сребролюбието, на оние што жртви му принесуваат. Секој неразумен лесно се сопнува. За пари се би направил. Ја продаде татковината, земјата ја продаде, народот го продаде, децата своји ги продава. Кому му ги продава? Па на сатаната, на кнезот на овој свет, кој владеја има малку време. Блазена богат што останал чист и кој по злато не трчал. Ти имаш состојба на Исус зададена и треба да действуваш во неа. Ако богатството не го разделуваш и не помагаш, Бог го љуби оној што од срце даваш на другите. Се, време, љубов, пари, место. Треба себе си да се дадеш. Но кој е тој за да го прославиме? Изградил ова, направил ова, дал тој и него го славиме. Исус е тој што дава. Славата е негова. Тој направил чудни дела за народот свој. Ако си воден од Исус, кој ја бара својата слава или ја бараш славата на оној што те пратил на Исус? Тоа е разликата. Царството, силата и славата се негови. Ако мислиш дека славата е твоја, ќе дојде денот на наплатата. Кој бил искушуван од него и останал совршен? По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, а кога ќе дојде совршеното, вели Исус. Кога ќе дојде совршеното е Исус да дојде во твоето срце. Затоа му припаѓа секоја чест на Исуса, на Господ, на Таткото Небесен. Кој можел да греши, а не сгрешил? Сите ние грешиме. Ти еднаш праведен, за секогаш праведен. А кога си станал ти праведен? Кога стана? Кога рече Исус го сакам и не го љубиш братот свој, или крадеш, или те нервира пасторот, или одиш во друга црква, осудуваш муслиманите и другите. Не судете за да не бидете судени. Кога стана праведен? И тој му вели, ти си праведник кој греши за да ја оправда доктрината. Разговаравме со еден сотрудник за протестантската, еднаш праведен. А нели тој зборува во Римјаните дека си накалемена гранка и дека можеш да бидеш скршен, а тој што е скршен може да биде повторно накалемен. Нема еднаш за секогаш. Еднаш е кога ќе дојдеш, кога се представиш пред Господ, семокниот татко, кога ќе го оставиш телото во земја. Професорот Темков предаваше етика. Тој го разбира принципот. Етика се полага кога ќе застанеш пред Бога. Па така полагаш дали си праведен или не. Кој можел да направи зло, а не го направил? Богатството негово трајно ќе биде. Собирот народен за добрини негови ќе зборува. Богатството на небесата е трајно. Ова е се минливо. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата. Бевме во еден старски дом, луѓето депресија, разочарани. Јас со Марија бевме, кажав неколку молитви, пеевме песни. Тие веќе немаат потреба од ништо, се што спечалиле останува. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Само тоа што го спечалиле во љубовта. Кога ќе седнеш на богата трпеза, не отварај го грлото широко кон неа. Не вели многу има на неа, помниот и лакомото око е големо зло. Ако окото твое е темно, и целото тело ќе биде темно. Ако окото твое е светло, ако во окото имаш љубов или имаш завидливост, има ли меѓу се што е создадено нешто полошо од око лакомо
Затоа тоа солзи рони по се што ќе види. Сакаш се да е твое. Тоа е човечката природа. Сака да царува, да владее, да има пари, да има ова. Спротиставен е принципот на Исус. Да служи, да се раздаде, да ја исполнува волјата на Отецот, да биде сад за свечена или секојдневна употреба на Таткото Небесен на духовниот свет. Каде што тоа гледат и не пружај рака, око завидливо. Не судрувај се во чинијата со него. И тешко му е на човекот да се откаже. Кога ќе почнеш да се даваш и да живееш во Исус, ќе имаш се. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај се. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кога ќе му предадеш се на Исус, тој ќе те води. Мојот татко е семокниот Бог, тој има се, тој создал се и тој ќе ти подмири колку што ти треба. Помисли за потребите на оној до тебе. Исус вели, сиромашните ќе ги имате секогаш, но мене ќе ме немате. За се што правиш, размислувај, дали е во духот на Исусовата љубов. Барај водство, Исусе, Исусе, Исусе. И полека, кога ќе станеш слуга Божји, раб Божји, па сотрудник Божји, па пријател Божји, па син Божји, ти ќе почнеш 24 часа во умот да го имаш Исусе, 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 и ќе повторуваш Исусе, и одеднаш кога ќе се движат работите по неговата волја, доаѓа состојба која те исфрла Исусе, Исусе, толку треба. Јади како човек што ти е принесено, не прејадувај се за да не те намразат. Со се, човекот е ненаситен. Треба да речеш доста, стоп. Видете, го молев Исус, еднаш неделно постам. Еднаш неделно, да се сетам дека не сум зависен од храна. Било кој ден, кога можам во условите на состојбата каде што ме води, дека ми дал здравие, дека ми дал срце, ум, сили, да издржам и да победам со љубовта, дека сум зависен само од Исусовата љубов. Од пристојност прв престани да јадеш и не биди лаком за да не ги соблазниш. Ако седиш со мнозина, прв рака пред нив не пружај. И што сега, во светот често одам, сите живееме и работиме и таму има соблазни, луѓето стануваат се поалчни, немаат љубов, љубовта се излади, се мразат, се лажат. А ти треба да останеш во мирот Исусов, да ти даде сила и во љубовта. На добро воспитаниот и малку му е доволно. Уште еднашка. На добро воспитаниот, тоа значи во Исус да те воспитува. Малку му е доволно. Тој не се измачува на постелата своја. Господ ќе принесе, Исус ќе принесе. Аврам му поверува, го однесе синот, Исак да го заколе. Каде е овенот? Господ ќе принесе. Му поверува Аврам на Бога. Дали ти можеш да му поверуваш, да однесеш нешто, каде што ќе ти каже тој да оставиш? Да се одврзеш од светот. Добар сон има кој умерено јаде. Се. Рано тој станува полне со свежина. Видете, доаѓам овде во Мавровскава агора, не гледам вести, не слушам телевизија, не радио. Ништо, на интернет ќе отворам само да видам што се случува. И 24 часа размислувам Исусе, Исусе, Исусе. Тога слезе сега саба еден текст за двајца собрани во мое име, што значи. И слегуваат овие текстови на поуки. Слава ти, Исусе. Слегуваат. Кога ќе дојде Он, се ќе ви објасни. Он ќе ве учи. Но мораш да дојдеш до тој степен, некој да ти покаже како се застанува пред Исус. Да се подучуваме едни со други. Додека не пораснеме, додека тој не почне да не подучува, додека не станеме едно тело. И тогаш ќе знаеш кој треба да зборува, кој треба да молчи во присуство на Бог. Добар сон има кој умерено јаде, лаком човек од несоници и од болки во стомакот страда. Претходно читавме, грижите го скратуваат животот, кавги грижи, претерани грижи.
Ако си се прејал, стани од трпезата, зависта и гневот. 30 глава, Мудрост Сирахова 26. Животот го скратуваат. Грижите носат пред време на старост. Христов слуга не старее, тој останува млад. Тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Послушај ме, синко, и не заборавај. Од после зборовите мои ќе ги разбереш. И имаме такви случаи, требаше вака, требаше така. Имаме еден проблем на работа, се расправаме. Година и пол за еден ист проблем, на несогласување меѓу 20 колеги, после година и пол никакво придвижување. Јас неколку пати зборувам и сега ми го трошат времето по состаноци по 2,5 часа, по 3 часа, тавтологија, телесни луѓе. Штом меѓу вас има завист, кавга и неслога, се уште сте телесни, ништо не разбираат. Година и пол, секој се држи до своето. Ете, тоа е телесниот свет. Тоа е грешниот свет, тоа е паднатиот свет, тоа е сатанската природа. Но ќе дојдеме до тоа. Исусе, долго трпеливо, во сите работи предпазлив биди, никаква болест нема да те снајде. Мудрост Сирахова 31:26. Во сите работи предпазлив биди, никаква болест нема да те снајде. Концентрирај се на ова. Значи, било што кога имам некаква болест, застанувам, Исусе, што треба да покајам, веднаш ми покажува. Во сите работи предпазлив биди. Како се однесуваш? Дали си во Исус ти? Дали се однесуваш како Исус или ти како што сакаш? Штедриот на леп сите ќе го фалат. Траен е споменот на неговата добрина, против стегнатиот на леп градот ќе негодува. Скржав. За неговата стегнатост верно е сведоштвото. Бог го љуби оној што од срце дава. Бесплатно добивте, принципот е бесплатно давајте. Што? Се, време, пари, љубов. Не покажувај јунаштина во виното, многумина виното погубило. Кој пие од оваа чаша? Исус зборува за виното, а виното е слика на духот што треба да слезе. Во печката се проверува острицата на челикот, а во виното срцата на гордите преку пијанството. Јас ова, јас она. Секогаш го имаме телесниот принцип и духовниот. Затоа тие не разбираат. Кога Исус вели јадете, пиете, ова е мојата чаша, јадете, ова е моето тело, мислат дека тоа треба да го прават. Тој покажува како се раздаде за сите. Покажува слика. Те сакам, Господи Исусе Христе. Виното е корисно за животот на човекот, ако се пие умерено. И во Тимотеј го има, пии помалку и вино. Помалку. Виното, каков е животот без вино, тоа е направено за веселба на луѓето. Виното е радост за срцето и утеха на душата. Виното е радост за срцето и утеха за душата ако се пие умерено и на време. Да си го познаеш своето време. Жалост е за душата кога многу се пие. Кога се пие со страст и гнев, пијанството од виното ја зголемува жестокоста. Силата ја одзема и умножува рани. Слава ти, Господи Исусе Христе. На гоштевка при вино не прекорувај го ближниот. Ако е весел, не подбивај се со него. И ние се опиваме на нашите средби од духот. И ние го имаме тоа, после средбите сме пијани. Кога ќе слезе духот, сум комплетно опиен. И не можам уште да се отрезвам од вчера. Имавме средба една молитвена. Фала му на Исуса, сега имаме една глува, заедница со глуви и наглуви. Па се мешаме, па учиме едните од другите. Како се молат глувите верници? Со срце. Ти имаат уво во срцето. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слушаат со срцето. Ништо лошо не зборувај и надевај му со барања.
И така можеме ние да читаме безброј пати до крајот. Ако не останеме во Исусовата љубов и ако Духот не ни го отвори Словото, и ако меѓу нас има кавги и неслога, завис, се уште сме телесни. Телесниот човек не го разбира духовното. Телесниот човек ја јас сакам ова, јас мислам, јас чувствувам, сакам, мислам, чувствувам, тоа се дејства. За тебе или за него. Ама Господе, јас сакам ова, чекај да ти кажам, Господе, дали ти ме разбира? Господе, слушни да ти кажам сега. Си се фатил за тоа што го сакаш, како кучето за коската. И не пушташ и не попушташ, гризеш, сакам ова. Нели Исус рече, не како што сакам јас, нека биде твојата волја, татко мој. Тој го рече токму спротивното. Нека биде волјата твоја, татко мој. А ти што сакаш? Да биде твојата волја. Твојата волја е сакаш или Исусовата? Па тоа е важен момент. Твојата волја или волјата на Отецот Небесен? Или Исус вели, нека биде волјата твоја, ти го сакаш, тој велиш дека си во Исус. Нели во молитвата на Маслиновата гора Исус вели, татко, татко мој. Тоа е различно од Господ. Татко е роднинство. Рече татко мој. Пазете, Исус вели, твое е царството, силата, славата на Отецот. Ети чии биле тие. Но и волјата не е твоја. Не е наша волјата. Исус вели, нека биде твојата волја, татко мој. Волја на Отецот на небесата. За тоа зборуваме. Тоа е христијанство. И не само тоа. Се што имаш, ти си примил од Него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти си создание, создаден си, немаш ништо свое. Не си собственик на себе. Дадена ти е слободна волја, слобода. Да го избереш Исус, да живееш како Него, да победуваш со љубовта, која е вечна, која никогаш не престанува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ете зошто си на земјата, синко мој. Отецот наш е љубов. И љубовта. Тој е љубовта. Ако немаш љубов, го немаш таткото, не го познаваш синот. И ете ќе се сетиш и ќе разбереш во времето на милост. Време на милост имаш на земјата. Кратко време. Дека и силата не е твоја. Дека си примил сила. Си паднал на земјата. Имаш малку време. Дека и славата не е твоја. Туку е Негова. И Царството Небеско е Негово. Царството Небесно крај нема, а овде сите царства пропаѓаат на земјата, кралства. Сакам, мислам и чувствувам се тројцата јавачи на апокалипсата, кои ако не се покорат и примират, ако не ги фатиш коњите на твојот ум, не ги фатиш уздите, те носат во адот. Сакам, мислам и чувствувам јавачи на апокалипсата кои те носат во адот. Наместо тоа, што сакаш, мислиш и чувствуваш, треба да му се покориш на Отецот на духовите, пишане во еден стих, за да живееш, да бидете живи. За да живееш, о, слава ти, татко мој Исусе Христе, и да живееш и да оживееш во Исуса Христа, да оживееш во Исуса Христа. Не во тело, во духовниот човек. Мислам вака, ама јас мислам вака. Не мисли ништо. Не мисли ништо освен на Исуса. Да го задржиш Исус во мислите стои. Не го задржи го во умот. Ама чекај, чувствувам вака. Не чувствувај ништо. Љубов имај како базично коренито чувство за тоа да ја разбудиш твојата вистинска природа. Љубов кон се. Ама јас сакам. Сакај и моли се да ја дознаеш Исусовата волја за себе и другите. Да примиш сила на сите што го примија Исуса. Им даде сила
да станат синови Божии, да се задржиш и укрепиш во љубовта. Затоа треба да постапуваш како Исус. Оче, ако може да ме одмине оваа чаша, вели Исус, чашата е горка, но не како што сакам јас. Исус вели, нека биде волјата Твоја. На Петар му вели, не, тоа нема да стане. Зарем мислиш да не ја исполнам волјата на Отецот? Значи да не ја испијам горката чаша што ми ја приготвил Отецот. Пазете, тоа е волјата. А ти што велиш? Ти, брате и пријателе, христијанину, сакам, мислам и чувствувам. Јаваш на апокалипсата, одиш во бездната, во адот, или се радуваш и ја живееш и се покоруваш на волјата на Отецот Небесен, меѓу животот и смртта. Меѓу животот и смртта. Во зборовите има живот и смрт. На земјата си да го избереш Исус и живот. Затоа си дојден тука. Имаш време на милост, имаш малку време. Те сакам, Господ Исусе Христе. Зависта и гневот, животот го скратуваат. Дозволи му на Исус да се всели во твоето срце. Исусе, дојди во моето срце. Не можам сам. Се покајувам за секој греф. Им простувам. Им простувам на сите. Никого не осудувам. Дојди во моето срце и помогни ми да разберам што е Твојата волја во мојот живот. Го барам Царството Божјо. Ти предавам се што имам. Барај сила да победиш со љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе, да се откажеш од себе си и да му се предадеш на собственост на Исус и владење и управување. Поучувајте се едни со други. Е тоа што треба да го научиш за да бидеш вистински, да живееш, да останеш во љубовта Исусова. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ако немаш љубов, ако немаш Исуса, па дојди, клекни на колена и барај го. Да дојде во твоето срце, предај му се што имаш, потпиши. Исусе, се што имаме Твое, се мое е Твое. Се е можно за оној кој верува во Христа и да умре ке живее. Кој верува во Христа на суден ден ке воскресне. Кој верува во Исус ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе од небото.